Почитувани гледачи, во самиот финиш сме од кампањата за локалните избори. Тука на крајот имаме уште една дама, мораме да признаеме ретки се, а тоа е Бети Стаменковска Трајковска, кандидат за градоначалничка на општина Кисела Вода. Добар ден. Добар ден и ви благодарам за поканата и можноста да учествувам во вашата емисија, посебно на овој ден, бидејќи е последен ден од кампањата. И навистина да ја искористим и максимално кампањата за да презентираме. Кисела Вода е на крајот. Зошто е на крајот? Прво, многу доцна беа објавени кандидатските листи од сите партии, можеме да кажеме. Но таму некаде на почетокот на кампањата, уште пред да биде почнала кампањата, но веднаш кога го обелодени својата намера да се кандидира за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски, бившиот градоначалник на Кисела Вода, ние веднаш имавме интервју со него, па рековме, ај сега Кисела Вода ќе оставиме на крај. Го имавме, нели, бившиот градоначалник на Кисела Вода и еве сега дојде овие последни денови да се занимаваме со општината во која што ја живеам и некако имам и личен интерес да поставам прашања. Па прво ви прашал зошто една пратеничка, една професорка, зошто се кандидира за оваа позиција? Предизвик е да се работи. Предизвик е да се посветува и она што изминативе 5 години го работам, да работам посветено во интерес на заедницата, во интерес на општината од која доаѓам и како пратеник секако во интерес на Република Македонија. Не дека подоцна би се менувало тоа. Пратеничката функција е навистина една од ретките која дава можност да се анализираат и да се работи на законските процедури и можности кои ги даваат законите, но соработувајќи со Орце Ѓорѓиевски, јас морам да бидам искрена, навлегов и она што значи да се биде градоначалник. И навистина сум имала многу пати можности да се направи, еве ќе земам во работењето на буџетот на Република Македонија, да се направат можности за општина Кисела Вода, да се изградуваат училишта, да се градат градинки и така натаму, многу проекти, но сето она што како енергија го добива градоначалникот. И тука се створи таа еден предизвик, да кажам, и љубов спрема оваа работа, а е навистина можност која дава да се биде многу поблиску со граѓаните и ефектите на помошта која ја даваме да бидат уште поголеми. Имено, нема многу разлика помеѓу пратеник и градоначалник, кога станува во релација со граѓаните, ама убаво и предизвикувачки да се биде, а покрај се и она што значи малку застапеност на жените на таа функција дава уште еден дополнителен акцент на тоа дека можеме да успееме и дека сме силни и така како знаеме добро да работиме како жени. Да, годинава жените, да вистина оваа година борбата изгледа премногу машка, многу малку женски кандидатки имаме на овие локални избори. За среќа ние во Слободен печат сите добавивме, вие сте последна и тоа ми е многу мило. Кажете ми сега, вашиот претходник Орце Ѓорѓиевски беше во гумени чизми кога има поплава, па со шлем кога има некој одрон некаде. Планирате така да го замените ревносно на терен, да бидете меѓу граѓаните постојано? Да. Јас често во изминативе многу денови на кампања, во кој морам да кажам за вашите гледачи дека навистина тоа беше една преубава кампања, позитивна кампања, каде што навистина се полневме со многу позитивна енергија како фидбек или враќање од граѓаните. И да, и tekako планирам така да продолжам, бидејќи јас поинаку не знам. Секој градоначалник и треба да биде така поставен, заради тоа што блискоста со граѓаните и резултатот на нивната искреност и отвореност ќе дава можност за ние како градоначалници, нели, доколку граѓаните ми ја дадат поддршката во недела за бројот 9, ние како градоначалници да можеме да бидеме успешни. Во канцеларија
има работа, има администрација, нели, и tekako нештото треба да врви и во општината, но контактот со граѓаните мора секогаш да биде присутен. И tekako планирам и тоа да го правам. Дури и планирам и да го надминувам. Со негова поддршка од град Скопје, секако да бидеме уште подобри за кисела вода, да има континуитет и напредок. Тоа е неопходно да се покаже со работката со град Скопје, ова се ако немаше соработка беше многу тешко да се функционира. Многу се покажа дека е неопходна и изминатите години, да, но посебно последниве 2 месеци ќе морам акцентот да го ставам заради тоа што се дозволи со еден намерен бојкот за кој дури и не е верување на тоа колку се може да оди човечкиот ум до тој крај да на штета на здравјето на граѓаните да се прави бојкот за политички цели. Следа на несобирање на ѓубре што е? Јас вчера бев сведок на тоа во делот потегот каде што е расадникот, контејнерите кои се преполни со ѓубре да помине камионот, само да го бутне истиот, да го истори ѓубрето и да не го собере и да не го исправи и ништо да не превземат околу тоа, едноставно само заминаа. Значи, тоа е за мене тенденциозен бојкот. Тоа е за мене неодговорност и треба да има правни последици по сите субјекти кои што да е најсилен во кисела вода. Да, заради тоа што од кисела вода има актуелен градоначелник кој што е кандидат, нели, Орци Георгиевски за град Скопје и да се представи во јавноста дека тој поинаку работи од она што како резултати сите граѓани можеа досега да го видат дека навистина се работеше. Општинските работници ја работеа работата на работниците кои требаше да си ја работат од другите јавни предпријатија на град Скопје. Добро, ајде, Орце Георгиевски, нели го прашавме. Така. Што сака да прави со Скопје. Ве прашам вас, вие што сакате да правите со кисела вода? Многу. Нешто да ни кажете. Да. Многу работи треба да се прават во кисела вода, заради тоа што ако претходно она што значеше патна инфраструктура, подземна, надземна инфраструктура, се зема замав и голем интензитет за да се средува. Сега има и уште такви состојби во кисела вода каде треба да се реконструираат улици, посебно бидејќи сега спомнавте вие дека доаѓате од Бирарија и таму имаме исто така можности. Има многу што да се прави. Многу, но морам првин да кажам реконструкција на улица Томе Арсовски на Фредерик Шопен, да, значи сето тоа таа локална поврзаност и она што значи идеално надминување на проблемите, бидејќи сите сме сведоци дека многу голем собраќаен метеж има во тие делови и на други, но со работка. Како да се реши тоа со паркингот, баш во тие делови кои што граничат со општина центар? Тука вообичаено се паркираат луѓе кои што не живеат во општината. Да. Вие навистина таму имате поголем проблем со тоа, заради тоа што вашите простори се користат за паркирање и на луѓе кои работат на територија на опкружување. Тука сада не ги спомнуваме институциите, но тоа може и мора да се надмине со воведување на ред во паркирањето. Една од приоритетите која ни е во програмата е ново паркирање, нов ред, каде дополнително, покрај тоа што беа изградени паркинг простори во кисела вода, ќе се градат и нови, каде нели ни овозможуваат просторите, со изградба на катна гаража, да се намалува овој притисок на проблемот околу паркирањето, но исто така, нели, нормално монтажни, но и воведување на ред во паркирањето. Воведувањето на ред во паркирањето значи една системска организација која што верувам дека ќе даде резултати. За резиденти нешто. Да, резидентите секогаш ќе бидат на прво место заради тоа што вие како конкретно го земам вашиот случај, вие треба да имате предност и да живеете спокојно во вашиот дел од каде доаѓате. Но сето она што значи неправилно паркирање мора да има ред во сето тоа. Да, апсолутно. Така, добро, значи што е со нови училишта, нови градинки, имаме и некои стари училишта кои што може би има потребно реновирање, има и многу нови училишта, тоа не сме се заборени такво нешто.
посебен дел и посебен таргет ми е секогаш образованието, бидејќи доаѓам од делот на образованието и нормално и си признавам пред македонската јавност дека ми е и малце пристрасност гледам кон сето тоа. Ќе се продолжи со реконструкција на училишта, она што процесот досега бил, мора да има континуитет. Реконструкција на едно такво основно училиште ќе има во основното училиште Рајко Жинзифов во Пинтија, кое е многу неопходно. Понатаму, исто така и спортски сали ќе се градат во Кисела Вода, кои ќе овозможуваат и да се развива дополнително и спортот понатаму. И сето она како иновации или пак нешто што би значило воведување на креативноста во образованието, ќе го овозможуваме со училници на отворено, со така наречени ботанички градини или мини шуми, нешто што ќе ги мотивира учениците заедно како синергија со родителите и наставниците да се прави една атмосфера во основните училишта, бидејќи само тие се надлежност на општината, да имаме една многу пријатна атмосфера. Но она што дополнително морам да го кажам е линкот кој што го имаме и тенденциозноста во соработка со Министерството за образование и наука да се воведува едносменска настава и условите се веќе сосема добро организирани и таа едносменска настава долгорочно гледано да воведува еден начин на работење со кој што учениците кога ќе завршат со училиштето или одење на училиште во домот да си се посветат заедно со родителите на семејството. Ние мораме да ги градиме семејните вредности на повисоко ниво од она што се денес. Ние мораме да работиме во тие правци заради тоа што многу често се користи младината ни бега, и сите тие коментари околу тоа колку некој не е воспитан и така натаму. Затоа секогаш велам, дури еден проект го имам именувано Заедно, ќе ви го објаснам. Заедно мораме сите да работиме на темата квалитетно живење. Овој проект е близок со образованието. Проект Полуматура е она што изминатиот градоначалник го наметна со славење на заедничка полуматура со не толку многу трошоци за семејството, ама на вистина со поддршка од општината, општествено одговорни фирми и така натаму, да се направи нешто што значеше многу убава забава за полуматурантите во Кисела Вода, бесплатна полуматура. И сега истото тоа да го надоградиме, како тие завршуваат заедно, да почнуваат заедно, тоест првачињата да имаат исто така еден своевиден хепенинг, една замислена активност која планираме да ја реализираме со почетокот на нивното образование, да почнуваат заедно. Има некаква забава за најмладите. Да. Мора културниот живот да не биде уште побогат од она што досега било. Кога сум веќе кај тоа, вие доаѓате од Бирарија и морам да го пофалам и оној дел со Бира Фест. Бирарија за македонската јавност да кажеме дека е позната населба каде што за прв пат во Кисела на територија на град Скопје се произведувало пиво на тие простори и како општина планираме првите пивници во иднина пошироко, не само на Скопје. Така. И сега ќе правиме детални истражувања, архивски истражувања за да направиме има една легенда, вели баш во мојот двор проаѓала вода со кај се правело пивото. Согласен сум да се стави една камен плоча тука. Така. Доколку е тоа вистина. Мораме. Искуството од она што како соработка, например, сите ние сме имале можности да видиме и туги искуства и надвор од Македонија, колку помали приказни многу богато се продаваат, да кажам, во јавноста. Ние сме толку многу богати, посебно Кисела Вода, и како планираме акцент на туризмот да направиме, заради тоа што тоа е една од најдоходовните области која во соработка со сите
инволвирани во нашата кисела вода, да направиме да биде навистина многу убаво и многу богато. Јас имам приоритети, си го велам тоа многу често, и ќе продолжам да си го кажувам и на самата себе си и во јавноста, граѓаните на кисела вода, бизнис заедницата која действува на територија на кисела вода и општинската администрација. Кога ќе се направи синергија многу богата помеѓу сите тие, навистина треба да имаме убави резултати. Бирафест за развој на културата, нели? И плюс дополнително други дејности кои би произлегле од сето тоа, но исто така и Киселко, како фестивал за најмладите. Така е фестивалот на кисела вода. Да. И сега кога сме кај културата, кисела вода мора да ја пофалиме, тоа е една од ретките општини во Македонија која што има нов културен центар, Билјана Беличанец, Да, вика така, по Да. предходната градоначалничка. Бев таму неодамна, тоа изгледа многу пристојно. Таму има и киносала, и нели Така. мултимедијална сала, каде што се прават и проекции, може и театарски представи, промоции на книги и така натака. Но дали планирате и нешто плюс на ова? Културен развој, освен нели Бира Фест, Киселко и секако нашата програма изобилува со многу нели проекти кои би се дополнително реализирале. Од она што може јавноста да забележи е дека во Кисела вода постојат многу онакви како амфитеатари на отворено кои во соработка со сите засегнати страни од кисела вода може да се направи како богата програма. Целта е од една страна, еве ќе ги земам повторно учениците. Ние навистина како родител многу се радувам на моментот кога моето дете учествувало, сега малце тие поголемки, на некои приредби. Но приредбите најчесто биле така во еден позатворен круг, да кажам. И сме биле понекогаш дури и ограничени во... Немало место во училницата. Немало место, да, па може само двајцата родители да дојдат, а ние имаме и плюс засегнати страни во семејството кои велат... Па потоа прикажува. Ама не е тоа снимката, мора како да се присуствува, знаете. И сето тоа ќе ни дава можности да ги користиме тие отворени сцени кои се и tekako многу кои може да се направат во рамките на кисела вода и културата или традицијата да си ја вреднуваме, бидејќи имаме и дечиња да бидеме реални кои не знаат да играат ора. Значи, сето тоа да си го негуваме и да си го глорифицираме, да го правиме така да биде провокативно за сите. Дали сметате дека веќе треба да дојде крај на урбанизацијата на централен дел од Кисела вода, каде што е тешко веќе да се оди пеша, не со автомобил или било друго, а може би треба да се посвети внимание на ние помалку изградени делови од општината кои ги има, не дека ги нема. Општина Кисела вода неопходно е да се развива. Тука намерно го кажувам ова со цел јавноста, нашите сограѓани да знаат дека да, таа треба да се развива, но за да се развива потребен е сериозен пристап кон тоа. Тој сериозен пристап ние изминативе 4 години го имавме. Со самото тоа да се стопираат можноста за да се градат повеќе стамбени единици на А1 дозвола, да кажем, каде што порано во минатото се дозволувало во една куќа. Такви страшни проблеми има во регионот кај Пржино, Црниче. Еве и вие сигурно во вашето обкружување каде се дозволуваше од една куќа да проникне зграда која има многу стамбени единици внатре и да има проблем со паркирање. Собствениците и со сите. Но изминативе 4 години е стопирано тоа и се дозволува само А1 со 4 стамбени единици, не повеќе, но многу и голема тема исто така и расадникот во Кисела вода. Да, тоа е тема која што не заврши за време на претходниот така. Ние мораме да бидеме одговорни и да имаме хуман третман спрема
сите носење на одлуки кои се поврзани со урбанизацијата. Зошто? Заради тоа што ние не можеме само згради да има, а да нема училишта, да нема простор за развој на култура, да нема простор за развој на спорт, значи паркови се неопходни, зелени површини. Сето тоа плански одговорно како што велат законите. Јас како професор и како пратеник на граѓаните во разговорите што ги имавме изминативе денови, често знаев да им кажам: јас се разбирам во планини, ама и во закони. Целта ми е само по закон да се работи и она што е одговорно за граѓаните. Моето работење, доколку граѓаните ми ја дадат довербата во недела, пак ќе се повторам за бројот 9, јас верувам и сум убедена дека нашето одговорно работење тие ќе го препознаваат уште од првиот ден состапување на работата како градоначелник на општина Кисела Вода. Тоа мора да биде така и мора да има континуитет на добро, одговорно, честно и отворено работење. А кога сум кај одговорноста и кај отвореноста спрема граѓаните, и како ќе продолжуваме дигитализацијата на општината и се она што значи во соработка со надлежното министерство и со надлежните институции, да имаме една отвореност и отчетност пред граѓаните за нашето работење. Само така можеме да ги криваме стандардите уште погоре од она што се успеа изминативе 4 години во Кисела Вода да се направи. На крај, ние вообичаено секој кандидат го прашуваме што би им порачале на гласачите на Кисела Вода. Како и на сите луѓе, така и на гласачите би им порачала да имаат добро здравје, да ги разгледаат и убаво да ги размислат можностите кои што ние како политичари им ги нудиме, но исто така и да разгледаат за какви личности гласаат на овие локални избори. Локалните избори, да, ние сме и представници на политички партии, но исто така и нашиот авторитет, интегритет, нашата професионален развој и како треба да се следи и да се вреднува. И јас би им порачала добро здравје да имаат, убаво расположение и во недела вистинскиот избор за градоначелник на Кисела Вода сум јас и бројот 9. Благодарам, ви посекувам голем успех, на крајот нека победи демократијата. Така, тоа е најбитно. Ви благодарам за можност. Почитувани гледачи, тоа беше последното интервју што го направивме во кампањата, во пресред на локалните избори. Претпоставам се гледаме од понеделник, кога ќе можеме да разговараме за евентуалниот втор круг. Пријатно.